Добар ден, македонци, нека ни е честит 11 октомври. И покрај славието денеска сите сме свесни дека државата е во голема опасност. И тоа од распаѓање. Во моментот не сме повеќе од 1,5 милион жители, огромно е иселувањето од државата и доколку продолжи овој тренд, негде за 4 години ќе дојдеме на 1 милион жители во државата, и тоа пред се пензионери и вработени во администрација. И во тој момент ќе колабира државата. Се поставува прашањето што да се направи за да се спречи овој слободен пат на државата. Модерната политичка економија ја дефинира државата како куќа на 4 столбови. И тоа економија, финанси, безбедност и знаење, при што под знаење се подразбира и образование и наука, и здравство, и судски системи, и социјални, и така натаму. Какви се тие мерки што треба да се донесат за да се спречи тој пат на државата? Мерки во безбедноста и мерки во четвртиот столб, наречен знаење, даваат резултати на долг рок. А нас не е потребно нешто сега, веднаш. Такви мерки може да се донесат во економијата и во финансиите. Би сакал да објаснам 3 проекти за кои што сметам дека ќе го запрат овој слободен пат и ќе дадат можност понатаму за спроведување на други политики, други мерки кои што би значиле веќе градење на државата. Првата таква мерка е следната. Значи државата треба да даде земјиште и да изгради фотоволтаични централи за секој поединец, за секоја фамилија во државата. За такво нешто би биле потребни некои, по мои математики, околу 500 километри квадратни. Ние имаме 25.000 километри квадратни, така да 500 километри квадратни не е проблем. Тоа е големина на војниот полигон Криволака и можеби тоа е идеалното. Ќе дадам пример на 4-члено семејство, за да можем полесно да објаснам. 4-члено семејство би требало да добие негде 1000 до 1200 метри квадратни, и на тие 1200 метри квадратни да се изгради фотоелектрична централа за тоа семејство. Со оглед на тоа колку сончеви денови имаме, каква е ситуацијата во Македонија, би требало таквата фотоволтаична централа да носи приход, не плата, приход на тоа семејство од цирка 12.000 евра годишно или 1000 евра месечно. Сега, доколку едно 4-члено семејство има 1000 евра приход, не плата, приход, основен приход од таа фотоелектрична централа, тоа значи дека основната потружувачка кошничка, која што во моментот е некои 450 евра, е покриена. Плюс на тоа, ќе има 150 евра за бензин, со што би може да поминат некои 25.000 километри годишно. На тоа 50 евра за комуникации, мобилни, телевизија, интернет. На таков начин доаѓаме до 650 евра. Некои 200 евра за струја, тоа се заедно 850 евра, и 150 евра за други трошоци, вклучително и одржавање на имот, значи инвестициони трошоци. Значи со 1000 евра месечно би се покриле основни трошкови на 4-члена фамилија, при што платите се плюс, така да доаѓаме до тоа да можеме да кажеме дека повеќето од граѓаните во државата ќе ги направиме да бидат во средна класа. Што е битно за да се задржат луѓето тука и за да можеме да рачунаме на неков раст во иднина. Кажав 200 евра за струја, затоа што сметам дека ако државата овозможи на фамилиите да имаат фотоелектрична централа, дека треба да се забрани грејењето на дрва, на јагле, на нафта и така натаки, со што би се решило и дел од загадувањето во државата. Сега, се постава прашањето од каде финансии за фотоелектрична централа. Земјата имаме, ќе ја распределиме, меѓутоа од каде финансии? Државата би требало да обезбеди долгорочни кредитни линии од странство, да ги купи елементите за фотоелектричните централи, да ги инсталира,
на најефтин можен начин, но на најквалитетен можен начин, а се што останува на поединец или на фамилија е да потпише дека ја прима таа фотоелектрична централа како негова и го прима неговиот дел од кредитот, а би требало тој кредит по сегашните математики, и ако никој не кради од тој кредит, да се врати за некои 4 години. Така да по 4 години, од 5-та година натаму веќе секоја фамилија ќе има приход од 1000 евра, 4 члена фамилија би имала приход од 1000 евра месечно, основен приход. Тоа е едниот проект. Знам дека ќе има многу кои ќе го негираат, што ќе даваат аргументи против, ама ќе ги замолам убаво да размислат пред да дадат аргументи и пред да прават математики. Направиме за математиките. Потребно е само добра волја и знаење. Од политичарите, нормално. Вториот проект е дека државата треба да даде, пак на 4 члено семејство, цирка од 10 до 20 декари земјоделско земјиште. Пак да кажам, во Македонија има 25.000 километри квадратни, има доволно за секоја фамилија да добие од 1 хектар до 2 хектари земјоделско земјиште. Доку таа земја е наша, македонска, сега некој таму во Министерството за земјоделие дава концесии едно друго. Тоа не е во ред. Потребно е да се распредели земјата по секој еден поединец да добие земјиште. И секој поединец после тоа ќе биде слободен или да одгледува нешто, или пак да го продаде тоа земјиште. Доколку го одгледува, доколку сади или одгледува шума на тоа земјиште, значи има додатен приход по фамилија, кој што на овие првите што ви кажа 12.000 евра, може тоа да одат уште 5, 6, 8.000 евра приход, ако паметно се работи на земјиште што се добие, додатен приход по фамилија. На таков начин ќе се обезбеди еден добар приход за секоја фамилија. Третиот проект е решавање на проблемот на пласман на земјоделските производи кои што ги произведуваме на земјата. Ние сме премногу мали и колку и да имаме земја, пак сме мали. Само можеби една или две фирми во Македонија кои што имаат големо земјиште можат сами да испаѓаат на странскиот пазар. Значи државата треба да обезбеди откуп на сите земјоделски производи со гарантирани цени и државата треба да се погрижи за пласманот на сите тие земјоделски производи надвор. За таквото нешто е потребно добра волја и знаење. Има модалитет како да се направи тоа, има пласман во светот, светот произведува има се повеќе и повеќе луѓе кои што живеат, расте бројот, сме негде над 7 милиарди веќе и потребата за храна е огромна. Така да земјоделско производство е срамота да се фрла. Ако сме добро организирани, можеме да го организираме тој пазар и за сите тие луѓе во Македонија да има приход. Со тие три мерки, каде што имаме фотоелектрични централи за секој поединец, за секоја фамилија и еден основен приход, имаме земјиште за секоја фамилија и откуп на земјоделски производи, ние веќе ги ставаме сите граѓани да ги издигнуваме на ниво на средна класа. И со таквото нешто сметам дека ќе се запре иселувањето на луѓето од државата, а понатаму е да размислуваме за други мерки, нели? За подигнување на продуктивноста на трудот во државата, што ќе значи зголемување на платите во државата, а исто така и да се справиме со корупцијата, со судскиот систем кој што ни е горечко нешто, исто така со образованието и така натаму. Но мислам дека на оваков начин со овие брзи три мерки кои што може да се направат во рок од година дена, ќе го сопреме овој слободен пат на државата. Ве молам за коментари. Имате убав остаток на денот на овој празник. Пријатно.